Со одлука на владата, Средното училиште Мушап јаде да стане регионален центар за стручно образование и обука во Полошкиот регион. Ќе се овозможи квалификација и преквалификација на сите заинтересирани, согласно потребите на пазарот на трудот. Ова е можност и средните стручни училишта да соработуваат, со што ќе се овозможи подобра искористеност на ресурсите и ќе се одговори на потребите на средношколците и на индустријата во регионот. Значи, тука ќе биде формално двогодишното, трогодишното, 4годишното и потоа постсредното или специјалистичкото 5 степен ќе биде опфатено, но и до обуки за одредени квалификации, како што рековме, занаети. Ние истото го нудиме сега, но што е разликата? Разликата е државата ќе ги насочи инвестициите и средствата да развива еден квалитетен вет центар, каде што сите ќе можат практична настава да спроведуваат во истиот, а од друга страна ќе потикнат и соработката помеѓу бизнис секторот, односно компаниите, затоа што заедно со овој регионален вет центар ќе инвестираат во обуки, до обуки на вработени и на кадри кои што се потребни. Значи, малку ќе биде улогата на она алка што недостасува во образованието, бизнис секторот и политиката, односно Министерството како креатор на политиките. Регионалниот центар за стручно образование и обуки треба да започне да функционира од следната учебна година. Од мај е предвидено да се започне процедура на доуредување на училиштето. Што значи тоа? Најпрвен ќе треба да се обезбедат сите основни услови, како што е енергетска ефикасност, понатамо технички услови во насока на инсталации, електрична инсталација, водоводна инсталација, грејењето. Значи, предвиден е процес на реконструкција на дел од зградите, училишните згради, исто така и реорганизирање на самиот простор. Со тоа што за струките кои што ќе бидат ставени како примарни, ќе се пристапи кон доопремување на кабинетите кои што се. Значи, во моментов имаме повеќе профили, односно квалификации од повеќе струки. Но ќе се насочи кон неколку струки и таму ќе има инвестиции во доопремување со наставни средства и помагала, а исто така од работилници кои што се потребни по норматива за изведување на тие струки. Значи, инвестициите ќе бидат насочени кон истото. Од друга страна, мораме да мислиме на инклузивноста и на листата со попреченост, односно со посебни образовни потреби, така да и ќе се прилагодат и самите работилници и самото училиште за да може да прими и да обезбеди образование за ваквите категории на ученици. Освен во Полошкиот, ќе се отворат уште 2 регионални центри за стручно образование и обука во североисточниот и во југозападниот регион, односно во Куманово и во Охрид. Проектот е дел од реформите за модернизација на средното стручно образование.